29 ноември во поранешна Социјалистичка Федеративна Република Југославија се славеше како Ден на Републиката. Со распаѓањето на Југославија престана и одбележувањето на овој ден во сите републики. Сепак борците потсетуваат за значењето на 29 ноември за Република Македонија. На денешен ден, 1943 година, во Јајце е одржано заседањето на Авној, на кое Македонија за прв пат е била призната како равноправна членка на сите југославенски републики, како што Словенија, Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора. Најголема улога во тоа признавање е одиграл покојниот маршал Јосип Броз Тито, кој лично се заложил за признавањето на македонскиот народ и македонската нација, велики дека тоа се посебни нација, тоа се со посебна култура, со посебен јазик и треба да бидат равноправна членка како што се сите други републики. Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито откочени традицијата за одбележување на 29 ноември денот на Републиката и ја продолжува. Како најголем празник во Југославија беше 29 ноември ден на Републиката, бидејќи на тој ден на второто заседание на Авној во Јајце се донесени најважните историски одлуки кои што се темелите на едната држава Југославија, во која што и ние како Македонија, иако немаше наши делегати ни на првото, ни на второто заседание на Авној, тоа не му сметаше на Тито да и Македонија ја прогласи како равноправна република заедно со останатите републики во Југославија. Сакаме ова да продолжи, бидејќи тоа се убави светли моменти од нашата историја. И оваа наша Македонија, чиј производ е? Производ е на Титова Југославија, бидејќи тогаш за прв пат и државноста добиена, и народот и националноста е признаена. Ако не беше Тито, ако не беше Југославија, од каде денес Македонија ќе имаше тука сега и таква? По распадот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, одбележувањето на 29 ноември, денот на Републиката, остана како празник да се слави само во Сојузна Република Југославија се до 2002 година.